Вие знаете, ме пратевте уште од пред почетокот, уште во припремниот дел. Клубот постави високи цели за себе, со што треба да се оди еден степен погоре, тоа е во првата македонска фудбалска лига. Дали тоа ќе биде преку директно влегување или преку бараж срежби, кои што кажавме дека се тешки и макотрпни. Клубот стои за тоа и додека има не би били спортисти ако се откажеме пред време. Ние во моментот сме во добра позиција на второлигашката табела Исток. Моментално сме втори со 29 бодови. Ако некој ни кажеше и мене како тренер и на луѓето кои што го водат клубот дека ние на полусезона чиеме 29 бода од 14 надпревери, ние сигурно дека со двете раце би подпишале. Дека секогаш може подобро, може, но мислам дека е изваден максимумот од оваа екипа. Како што рековте, што би требало за да се подобри, за да одиме степен погоре. Значи, и јас како тренер заедно со моите соработници, пак ќе речам луѓето кои што го водат клубот, ги согледавме тие некои грешки, не грешки, него недостатоци во екипата и во овој период кој што е фудбалски мртов, но сепак треба да биде најактивен, затоа што треба да се бараат тие појачувања на тие позиции, кај што треба да бидеме конкурентни, кај што сме биле помалку конкурентни. Имаме визицирано 5 до 6 играчи, од кои што ако успееме 4 да донесеме, мислам дека ќе завршиме голема работа и како што сега се поставени работите во клубот и во останатите клубови, би требало, пошто знаете дека Борец Велес на некој начин со една нога веќе е влезен во прва лига, затоа што бега 8 бода пред нас како второ пласирани, но пак ќе речем, ние не се откажуваме и од тоа прво место, се додека постои теоретски можности за тоа. Дека клубот е на добар пат и дека во клубот е направен еден добар исчекор према напред, тоа е видливо и од резултатите, и од на крај на краиштата Кавадарци е мал град кај што се зборува веќе за фудбалот на големо, значи не е тоа веќе заборавена тема како што беше од минатите години. Јас дојдов пред 6 месеци како тренер во клубот, но предходните 6 месеци ги пратев сите надпревари, скоро сите надпревари на Тиквеш и како на домашен, така и на гостински терен. Екипата и во тој момент не заостануваше толку бодовно и со таа негативна гол разлика, ако се споредат играчите на противничките екипи кои што во тој момент беа на првите 3, 4, 5 позиции, знаеме дека Тиквеш минатата сезона заврши пети. Некои во тој момент тоа го карактеризира како позитивна сезона. Според мене тоа е катастрофа. Тиквеш кога малте не во слична лига како оваа сезона 2018-19 беше, Тиквеш да биде пето место, јас тоа најубаво да ги фрлиме сите и книжки и дипломи кои што сме ги стекнувале со текот на годините. На Тиквеш нему е место во втората лига да биде пето место. Тиквеш може да биде пето место во прва лига. Пак ќе се вратам како и што. Значи, согледавме некои работи, точно е тоа дека не до тој степен дека меѓучовечките односи биле раздрмени, но сите зборуваме за таа некоја хемија која што треба да се створи. Значи хемија не е производ кој што може да се купи на пазарот, него хемија е едноставно позитивна емоција и енергија створена пред се меѓу стручниот штаб и играчите. Значи хемија се ствара со текот на времето, хемија се ствара и на тренинг и кога завршува тренингот, па и во текот на сите 24 часа, тоа во Тиквеш го имаше. Значи, ние трениравме тешко и макотрпно, кога сите одеа во летните периоди на 40 степени, на одмори и на бањање, ние трениравме. Сега знаете дека температурите се минусни, ние пак тренираме кога сите се одмараат. Значи, не е случаен овој успех и не е ни паднал од небото. Значи, тоа е пред се работа на квалитетна работа, значи поставена од нас како тренери и тоа што се направи добра селекција за играчите да го прифаќаат. Може би сгрешивме кај некој, но тоа е мал процент, кај што најверојатно во наредната полусезона и во овој прелазен рок ќе ги исправиме тие некои
под наводници грешки, за да немаме недостатоци во пролетниот дел од сезоната, каде што исто така не очекува една тешка борба со нашите конкуренти. Значи ние како целина сме задоволни од постигнатото во фудбалски клуб Тиквеш, но би скренал внимание, значи имавме на голманската позиција голман кој што ги задоволува квалитети на прволигашките екипи. Би рекол во таа задна линија исто така една играчки кадар кој што исто ги задоволува не второлигашките виски амбиции, него играчи кои што исто може да играат и во првата фудбалска лига. Недостаток или под наводици недостаток имаме во средниот ред и во шпицот на нападот, каде што нели треба да се завршува, да се оди во транзиција према напред и на крај на краиште фудбалот се игра за голови. Можеби тука не можеби, него секако тука најмногу ќе обрнеме внимание во овој прелазен рок, не дека играчите кои што играа на тие позиции не задоволија, него мора да земеме најмалце 4-5 играчи на тие позиции, пред се да зголемиме конкуренцијата во тимот, а конкуренцијата ствара квалитет. Како прво да ви се заблагодарам на вашата телевизија, дека од самиот почеток на нашите припреми, па до ден денес и на самиот завршеток сте со нас и што не пратите. Од моја гледна точка, како што кажа и шефот, секогаш може да биде подобро. Нас целата ни беше, кога почнавме со припреми, тие две позиции, дали прво, дали второ. Ние сме на таа втора позиција, моментално што води Бараш, но не сме со тие мисли дека да задржиме. Додека има шанси, ние одиме на тоа прво место. И мислам дека со наредните 4 кола на пролет, со стартни 4 победи, од кои и самиот борец ни доаѓа на домашен терен, ќе намалиме таа предност и последниот дел, оној трет кружен систем, да нападнеме и таа позиција. Задоволен сум како од самиот себе, секогаш може и подобро. Веќе јас сум од тие години што полека треба за година 2-3 и да гледаме од другата страна на теренот, но мислам дека секогаш може подобро. Јас сум таква личност, секогаш го барам максимумот од себе и мислам дека секој играч го даде својот максимум, но пак ќе кажам, значи ние сме екипа што ја не ја гледам туку во втора лига. Значи има играчи почнувајќи од мене, од Митрев, од Сашко, од Дареш, од Вареловски што имате оставено и белек од таа прва лига со овие помлади играчи и со засилувањето што мислам дека ако се донесат ќе биде екстра. Мислам дека и ако не го фатиме тоа прво место, ако играме бараш, дека со малку среќа ни од година се гледаме во самата прва лига. Инфраструктурните услови на самиот градски стадион и во соблекувалните и на теренот, да не речам, се катастрофални. Најверојатно, значи пак ќе речем, јас сум тренер, Ѓорџи е фудбалер, може би кажале на оној дел каде што се игра на подлогата, значи подлогата е катастрофална. Тука немаме ни минимум услови за да играме надпревар во втора лига, а не па во прва лига. Значи, кога би влегле ние во прва лига, на секој надпревар би биле гости. Значи, мораме да бараме алтернативен стадион каде што ќе ги одигруваме првенствените надпревари. Колку се луѓето кои што го водат клубот, и знаете дека зад клубот стои градоначалникот Митко Јанчев и советот на општина Кавадарци, па и со тоа фактички цел град, колку се тие во можност и колку општината сама е во можност без помош од државата и од фудбалската федерација, која што од сигурни извори знам дека имат тие фондови за изградба, за унапредување на терените и за инфраструктурно да се подобри тоа. Најверојатно одговорот на ова прашање ќе треба тамо да го побарате. Ние сигурно дека сакаме европски услови, сигурно дека сакаме терен кој што ќе биде малтене, народно кажано, теписон, каде што топката се одвива по тој правец како што ќе удари фудбалерот. Според статутот на фудбалската федерација нема можност лигата да се прошири ако тоа не е направено година или 2 години пред. Значи они сега може да кажат дека лигата 2021 или 2022 може да се прошири или да се намали. А сега ние да чекаме нешто таква, тоа е илузија. Значи ние треба да се држиме на тоа дека треба да бидеме први или втори,
за да имаме полупозиција да се надеваме дека може да влеземе во таа лига. Но, значи знаете, во фудбалската федерација се очекуваат промени подолго време. Дали ќе дојде до тоа, јас искрено се надевам дека ќе дојде и дека секоја промена оди на нешто подобро. Со колку му дозволува нив статутот што е на фудбалската федерација, со еден пресек да кажат, значи оваа прва лига со 10 екипи не задоволува, од наредната сезона ќе биде 12 или 14, нема да излегува никој, ќе влезат и второ пласираните или трето пласираните, тоа е веќе и тема за луѓето кои што ја водат федерацијата, па и тема на треба да се анализира добро колку тоа би било успешно и поздравено од сите центри. Значи знаеме дека со овие две втори лиги се врати фудбалот пред се во големите центри. Значи, во нашата лига, Кавадарци, Штип, Гевгелија, Радовиш, тоа се градски екипи кои што нешто значеле и во минатото. Исто на западот. Гостивар, Струга, Битола. Во оние млади категории 2006-2007 ги пратиме. Има доста интересна генерација, посебно мислам дека 2006-та. Посебни дечки. Но сето тоа за да како продукт да се извади да млад фудбалер треба услови, што каже шефот, значи. Без тие добри терени, без собликувални, до едно ниво они ќе дојдат и после самиот интерес му опаѓа. Мислам дека полека тоа се средува, мора да напомениме дека од кога е дојден претседателот, тие некои работи полека се средуваат, човекот стварно сам е во клубот и се труди многу, значи колку што може го дава максимум, тука мора и да го пофалиме и градоначалникот и советниците што до сега нас како фудбалери најмногу не интересира финансиски, значи сите тука некои и фамилии гледат од самиот фудбал, значи до сега да не речам у час до ден се е подмирено на фудбалерите и тоа е доста добро ако знаеме каква е ситуацијата у самата држава. Навивачите се голем дел од фудбалскиот клуб Тиквиш. Ако не се тие навивачи, ни нема ни за кого да играме. Значи, ако нема публика, оној адреналин што го имаме за победа опаѓа. Значи, ако не се тие лозари и оние постарите, другите љубители на фудбал, значи, без нив не може. Апелираме до овие 6 месеци, беме на задоволнително ниво, значи, полека се враќаше публиката, но мислам дека од пролет уште потреба масовно да се посетва фудбалски клуб Тиквиш и со тоа да ни се дава сама поддршка на нас играчите и со тоа заедно како општина, како град, како фудбалски клуб Тиквиш, како лозари, таа цел што ни е зацртана да оствариме.